вечер, почитувани присутни, почитувани студенти, колеги и останати граѓани на Штип и гости. Денес во рамките на Филозофскиот филмски фестивал, на 7-то издание на Филозофскиот филмски фестивал, во Штип се организира дел од програмата на самиот фестивал. Предвидено е да се реализира филозофско-филмски караван. Токму во Штип ќе бидат прикажани филмовите кои што се наградени, влезени во официјална селекција и наградени. И ќе имате прилика тоа да го проследите денес и во текот на утрешниот ден. Во врска со самиот фестивал, со самите карактеристики на фестивалот и за се останато што е поврзано со овој настан, ќе имате прилика да слушнете од страна на директорката на Филозофскиот филмски фестивал, господица Ана Дешлиевска. Ја поканувам. Добро вечер на сите. Ви посакувам добри дојди од името на Филозофскиот филмски фестивал и Филозофското друштво на Македонија, кои се организатори на фестивалот. Оваа година е токму 7-ма година. Претпоставам дел од вас, или голем дел од вас, колку што гледам публиката, се студенти. Ова беше фестивал кој исто така почна во нечии студентски денови. Во тоа време аз бев студент со уште неколку луѓе, Јасмина Поповска. Го започна ентузијастички проекти и еве стигна после 7 години да биде интернационален фестивал кој што станува препознатлив и оваа година ми е многу ми представува огромно задоволство што сме тука заедно вечерва и што ФФФ каравано, така го нарекуваме, го започнуваме токму тука со вас во Штип. Фестивалот, главната програма се случува во Скопје, таа веќе помина, но нашата замисла идеја беше дека ова не треба да биде случување кој што треба да се случува само во главниот град, како што се случуваат многу нешта. Туку дека треба да донесеме и дел од атмосферата на фестивалот и низ другите градови на Република Македонија и оваа идеја за овој продуктивен спој на филозофијата и филмот и можноста критички да размислуваме низ и за филмската уметност е нешто кое што сакавме да го споделиме и пошироко во Македонија. Оваа година караванот, како што реков, го почнуваме тука во Штип и тоа со проектирање на најдобрите филмови од годинешното издание на филм. Ќе ви се допаднат. Тука сакам да им се заблагодарам на нашите соработници, Универзитетот Гоце Делчев, од Штип и Филмската академија, со чија соработка го организираме овој настан и огромна благодарност до професорот Трајче Стојанов и до професорот Кирил Трајче, кој воедно беше и селектор на официјалната селекција на долгометражни филмови на фестивалот, кој што без кој овој настан немаше да се реализира. Без да должам понатаму, од моје име и од име на Филозофскиот филмски фестивал ви посакувам пријатна вечер. Се надам дека филмовите ќе ви се допаднат и се надам дека ова нема да остане само тука и вечерва и дека ќе биде еден убав настан кој што ќе го претвориме во традиција и наредните години да можеме заедно да ги погледнеме најдобрите филмови на фестивалот. Ви благодарам. Благодарност до директорката на фестивалот. Јас да ја најавам програмава за вечерва. Според редоследот за кој што се одлучивме, најпрво ќе дадат два кратки филмови. Првиот е студентски филм и сушност представува проект кој што е реализиран во рамките на Филозофскиот филмски фестивал, како дел од една филмска работилница предводена од Ана Опачич. Филмот со наслов Распршен изглед во режија на Марио Петковски, кој што е реализиран со помош на и со учество всушност на студенти. Вториот филм е еден од наградените филмови во официјалната конкуренција или селекција за краткометражни филмови. Тоа е филмот Софија во режија на Максим Клод Лекуе, во канадска продукција и кој што освои прва награда од жирито на годинешно издание на фестивалот.
И третиот е апсолутниот победник во рамките на долгометражната селекција, че тој е филмот Се за луѓето од грузинскиот режисер Ѓорѓи Абашишвили. Реков апсолутен победник, бидејќи тој е филм што дефинитивно ги освои симпатиите и на публиката и на жирито, па и на селекторот, којто треба и јас да си кажам вака интимно. И по завршување на проекциите на филмовите, ќе имаме можност, значи, да продискутираме заеднички вака, не формално, ајде да кажем. За таа цел, еве, меѓу нас и еден од членовите на жирито, професор доктор Александар Прокопиев, значи редовен професор на постдипломските културолошки студии при Универзитетот Кирил и Методи, значи тој заедно со мене како модератор ќе не води, вака да кажеме, низ сето оно што ќе следи како содржина на позавршување на ова на проекциите на филмите. Ви посакувам пријатно следење на филмовите. Бумбара, значи, руска продукција, 2015 година. Во продолжение би сакал само кратко да кажам неколку збора во врска со филмот, последниот филм што беше проследен, значи со грузинскиот филм. Имено ова е филм, значи, кој што е од понова продукција, значи скоро снимен, меѓутоа интересно е како е настанат самиот тој филм. Значи, режисерот Ѓорѓи Абашишвили го има работено врз основна идеја која што има добиено уште во времето кога бил на студиски престој во Касел во Германија. Сега не знам точно, не можам да ги кажам вака имињата, мора да ги прочитам на луѓето кои што студира, значи на катедрата за филм и телевизија во односниот универзитет, значи во градот кој што го спомнав, кај доктор Јана Дроус и доктор Девид Сафаријан. Значи, благодарение на нивниот уникатен метод на настава, во кој што по напредните студенти, значи по филм, вршат еден вид менторство, односно соработуваат со студентите што се на почеток на студиите, значи доаѓа до некакви резултати, какви што се еве и филмови од ваков тип дури. Да речеме, зборам дури, бидејќи еве овој филм, да речеме, апсолутен победник на меѓународниот филозофски филмски фестивал во Македонија, значи. И тоа е модел што сметам дека треба да биде следен и треба да биде практикуван и на други места, па и кај нас, еве овде, конкретно на Филмскава академија, треба да се земе како пример и секаде и пошироко во регионот, бидејќи на таков начин преку значи соработка на студенти кои што се во случај, значи со конкретно со режисерот, значи и со филмот, кои што се од различна културна средина, од различни, значи, култури, кои што се со различни искуства, значи различни совладени знаења и вештини, успеаат преку размена, значи, на истите, преку поучување, да дојдат и до конечен резултат, како што е реализацијата на филм кој што веќе има можност за учество на меѓународни настани, меѓународни манифестации, меѓународни фестивали и дури да се дојде и до такви меѓународни признанија како што е случајот со односниот филм што го погледавме вечерва. Инаку сакам да напоменам уште нешто кратко пред да му дадам можност на мојот почитуван пријател господин Прокопиев, значи да кажем нешто околу историјатот најкратко што би можело да биде, значи на грузинскиот филм. Ова го чувствуваме како професионална должност. Дека грузинскиот филм всушност има една долга традиција и во рамките на историјата на советскиот филм. Значи, тој е дури во самиот старт бил, така да кажеме, најпрогресивен. Првите почетоците на грузинскиот филм се врзуваат уште за периодот пред Октомвриската револуција, некаде 5-6 години пред Октомвриската револуција,
а се смета дека во тој период, значи, некаде непосредно по Октомврската револуција во Грузија имало дури над 20 киносали, што во тоа време, да речеме, за земја од таков формат и за услови, кога уште филмот бил во растеж, да кажеме, и се наидувало на отпори, се уште и во првата, втората деценија, кај голем дел од публиката и се сметал дури за ефтина забава, уште не бил етаблиран како уметност, значи со статус како што го имале останатите уметности, да се има 20 киносали да се прикажуваат филмови со постојан целосен репертоар, навистина е нешто што вака, посматрајќи го од денешна временска перспектива, е за поздравување. И натаму веќе расте тоа со формирање на кино студија, односно продукцијски куќи, и да кажеме во периодот од пред Втората светска војна уште, значи се снимаат еден-два филмови кои што се дефинитивно од, да речем, антологиско значење во историјата, поготово на источноевропскиот филм. И натаму со појавата на неколку имања како што е Михаил Калатозов, да речем, и веројатно некои што се подобро верзирани во историјата на источноевропскиот филм, на советскиот поготово, да речеме Баладата за воинот, ви е познат сигурно, наградуван филм. И тие се луѓе од првата и втората генерација, вака дел од нив што ги спомнав, да кажем, и појавата на Шенгелаја, да речеме, режисер кој што умират некаде таму периодот на Втората светска војна, меѓутоа неговите наследници, двата негови синови продолжуваат традицијата на снимање на филмови, значи во духот на она што го работил нивниот татко, и понатаму таа конзистентност, така да кажем, и континуитет на грузинскиот филм продолжува со еве, ќе споменам две имиња, според мене, да речеме, многу значени, Отар Јоселијани и Тенге Сабуладзе. Поготово и вториот Отар Јоселијани е наградуван на со неколку награди на престижните европски фестивали, како во Венеција, да речеме, Златна лафима добиено. Сега нема да, реков ќе скратам, нема да набројувам филмови и награди вака комплетно. И Тенге Сабуладзе со неговиот помалку контроверзен филм Покајаниот 1984 година, кој што на почетокот бил забранет, да речеме, од тогашниот режим, последниот советски претседател пред доаѓањето на Горбачов, Черненко, мислам дека беше така, Черненко, да, за да подлосна тогашниот претседател на Комунистичката партија на Грузија Шеврнадзе, кој што подоцна стана и прв претседател на Грузија, нели така да речеме, според некоја, ајде да ја наречеме етнофилетистичка или како сакате наречете ја, основа патриотска, го врати филмот на репертоарот, значи и дефинитивно, значи се вивна, така да кажеме, во врвот на уметничкиот филм од 80-те години, од тој период на 20-тиот век. И веќе третата генерација со понови режисери кои што се актуелни ден денес, значи, еве меѓу нив секако може да го броиме и лауреатот, значи добитникот на оваа награда на нашиот филмски фестивал. Сега, значи, во продолжение, се извинувам малку вака, поради тоа што бев можеби малку и подолг во ова моје обраќање, значи, мојата чувствував должност, значи, да кажам нешто и за традицијата на грузинскиот филм. Значи, мисли една кратка таква историска ретроспектива, а сега му давам збор на нашиот почитуван гостин, мојот драг пријател, долгогодишен, професорот Александар Прокопиев, да повели да се произнесе, да каже нешто во врска со она што го гледавме вечерва и воопшто, мислам, да прокоментираме нешто за филмот. Микрофонот е ваш, овој микрофон. Сашо, ако ти е позгодно, може и седеќи. Да, не ми е важно. Значи, одлично што професорот ви даде така кус преглед на една кинематографија, која во денешната таа некоја планетарна филмократска слика е запоставена затоа што сите тие хит листи кои ги гледаме, не само младите, него и повозрастните гледачи кои ни се нудат,
преку новите технологии погодно доаѓаат од тие глобални филмски индустрии, како што е американската. А она што го слушнавте на курсот за грузиската филмска школа е многу важно затоа што е овој филм што го гледавме, баш си поделивме впечатоци дека секој ново гледање открива во навидум еден едноставен и човечки јазик нови сознанија за тој филм. И може би таквите неправедно маргинализирани кинематографии ни дават печаток и не учат дека филмот не е еднонасочна улица. Дека нашиот однос кон филмот, како кон секое дело што провоцира и носи во себе уметност, е двонасочно. Значи не е само да го за 2 часа да го согледате, да го согледаме во седиштата или дома во фотелите филмот, туку да и гледајко го филмот и после тоа ја продолжуваме таа приказна, ја доснимуваме и откриваме некои моменти, некои детали, кои потоа го прават целиот впечаток, целиот феномен на филмот вистински, односно заеднички. Тука гледачот, гледајќи вакви филмови, станува спонтано, значи без некој голем напор, соучесник на филмот. Односно, ги открива тие знаци, кои се дадени тука баш на тој еден човечки непосреден начин. Ово е омнибус филм, знаете. И тука постоја само неколку линии кои лесно може да се пофатат, иако не беа воопшто намерно нити кажани. Значи тоа се сонцето, темнината, неколку приказни кои преминот на приказите беше толку природен, немаше речиси исти личности, освен ние можеме да направиме конструкција дека детето од првата приказна е старецот од последната. Затоа што разговорот со сонцето и светлината го направи кругот. Меѓутоа што е најважно во овој начин на омнибус филмови, има една одлична, веројатно вие тој ќе го учите, таков начин на размислување во, например, италијанскиот неореализм. Таму големи мајстори, како Де Сика, кои едноставно приказните ги течат. Се да не ве замарам со многу имиња филмолошки, ама тоа се вика некоја не филм верите, како што ние го знаеме, филм на животот, туку животот на некој начин, низ филмските слики да добие магија која и нас ќе не нахрани со таа не поучителност, тука енергија на животот. Во овој филм тоа го имаме и затоа убедливо се издвои од другите. Во Жидевито бевме еден филмски наш режисер многу докажан и различен од другите, тоа е Блажевски, Владо, и професорот по филозофија Иван Джапаровски. И со селекторот ние се согласивме едногласно, и со публиката, дека ваков филм беше најсилен. И сега, веројатно гледајќи ги сите овие приказни, дали избројавте колку се? Повеќе. На 2 раце се бројат, ама на повеќе. 2 раце се Повеќе од една. Да. А колку се на крај кога јас тогаш кога прв пат го гледав, баш броев, сакав да видам колку има мали приказни во големата приказна за живот. Во 70 минутен филм, Во 70 9 приказни. Да. всушност, Колку тоа е. ликови имаш? Затоа што во секој од тие филмови имаше максимум, значи главни, 2 или 3. Другите беа дел од втората приказна. Најчесто беа 2. Приметивте ли како музичките теми се движа? Да. Како беше, например, генијално оркестрирана темата со гробиштата.
кога секој гроб пееше на свој начин. Дали приметивте дека оние кои беа облечени традиционално пеа на традиционален начин? Починатите. Дека жената која беше така малку флертовски расположена, така и пееше, иако е почината. Мислам, тој грузиски, таа магија да не забораваме дека една од основните поетички вредности на грузискиот филм е таа ненасилно мешање на две компоненти на реалност и да кажеме магична реалност, кои низ разли начини, без обзир дали приказната е трагична или смешна, имаат некоја нота на игривост и хумор, и тука тоа беше задржано, ако приметивте, во самиот ритам. Филмот се движеше. Имаше музика уште во првата сцена. Не мора да тоа биде, некогаш беше нагласено со музичка тема, ама некогаш беше во самото движење на личностите. Сите се движеа. Се движеа возовите, се движеа децата, старците се качуваа горе. Значи, целиот филм беше во едно постојано движење. Детето што дотрча и отрча од мртвиот старец на крај, исто се движеше и трчаше. Значи, целиот филм беше во трката со животот. Регулањето и излегувањето од филмот беше со движење. Со движење. Тоа е. Тоа му дава... Измеѓу беше движење и мало мирување, ама за тоа подосна. И мало. За тоа значи, подосна. тоа дава таа една динамика на животот, која не е хронолошка динамика. Значи, иако тука имаше многу и чисти моменти на пауза, на молчање, ама хронологијата, благодарение на тоа преплетување, како што го прават овие, а грузиската кинематографија го има тоа во својата традиција. Има уште неколку такви кинематографии, во кои тие светови се преплетуваат. Например, скандинавските филмови, ако ги гледате, они имаат една друга традиција на преплетување на реалноста и магичната реалност, кој има една тврдина, многу помицка, додека ова е брековито игрива. Но, важно е дека филмскиот резултат и во едниот и другиот случај е двонасочен, оно што на почетокот го кажав. Значи, вие ги примате овие приказни, се смеете, па во следниот момент се замислувате и тоа е можеби она што филмови кои се занајски правени многу со големи пари, со големи буџети и кои донесуваат многу, како се викат, блокбастери, Да. уопште не им паѓа на памет да мислат на такви детали. Додека во еден блокбастер постојат етапи на правење на филмот, кој секогаш оди кон гломазноста и бројноста на ефектот. Односно колку гледачи ќе има, односно колку пари ќе се вратат, колку тие пари што ќе се вратат ќе бидат поголеми од парите што се вложени. Значи се вложуваат огромни пари затоа што многу трикови се прават, но затоа парите кои ќе треба да бидат вратени мора да бидат барем 2-3 пати поголеми од неа што се вложени, иначе режисерот нема да добие нова шанса. Во овој случај тоа го немате. Во овој случај стварно приметивте нешто што беше наместено и сценски обогатено? Не. Немаше. Се беше многу едноставно, се зависеше од вживувањето на овие актери, за нас непознати, за мене извонредни. Извонредни. Со децата како работела. Сега уште нешто да ви кажам, иако за овој филм веројатно ќе се разговарате меѓу себе. На крај, кога ги доделивме наградите, режисерите преку Skype ни се јавија и ги снимивме. Ги имавме нивните пораки, што нас ни се враќа. И во првиот филм што го гледавте во Софија, за кој исто имам едно одредено мислење, дека е тоа еден типичен западен продукт, одлично снима со камера, ама со една, ако смеам да кажам, прилично патетична приказна, како еден поет на кога би му дале 2+. Шилска матрица. Да. Друга, меѓутоа снимено со сите оние детали, многу внимателно. И французинот кој е канаѓанец, не е ни важно, е овој главниот юнакови. Важно, он беше многу задоволен
или те трек фон таун заради својата награда. И ако психолошки го гледавте неговиот лик, он беше толку самоуверен тоа типче. А алдама е направил еден коректен филм. За разлика од него, знаете ли како беше грузиецот? Грузиецот беше како сите ние. Грузиецот беше човекот тука. Гледајќи го овој филм, и јас многу лесно можам да ги замислам сите овие кои разговара и на германски, и на грузиски, како македонци. Значи, човекот беше небричен, весел, природен, и иако се тоа некои многу маргинални работи кога оценуваме филмско дело, има нешто и од тоа. Има нешто и од тоа. Значи, гледате, според неговиот настап, како махта со рацете, како гледа со очите и небричен, дека е тој тип на режисер кој може да се остави ваков филм. Сега вие треба да зборувате доста. Ви благодарам. Му благодариме на професорот Прокопиев. Сега повикувам за дискусија, ако има од страна на присутните. Ако не да си додадам. Да, борете, не формално. Борете, не може да го тргнем овој микрофон вака поради снимањето повеќе. А јас ќе си дадам право како еден модератор. Многу право си да. Да, многу. Да отворам, да зборам, да затворам, како со филмот со движење. Влеговме со движење ќе излеземе. Со мене влегуваме, со мене ќе излеземе на крај. Вака, значи, ајде, вака еден филозофски ракурс малку да вклучам, ако дозволувате. Значи, оно што колегата Прокопиев го кажа, значи за движењето, јас сакам да го надополнам. Значи, во самиот филм како омнибус, како приказна од 9 приказни, кои што сепак се врзани, колку и да ги разгледуваме одвоени, омнибусите во суштина секој се така работени, затоа во однос, кога во прашање рецепцијата од страна на гледачот, значи, може понекогаш да се најде на некаков проблем во тоа, нели? Сега како да ги поврземе делови што навидум не ни се споиви. Ама во овој случај сметам дека тоа е направено на еден посебно суптилен, елегантен начин од страна на режисерот. И всушност за мене лично тоа функционираше како една приказна. Значи, што е тоа што може да се примети? Значи, постоење или третирање на појави кои што се антиномични според својата природа. Да кажеме, наспроти движењето, јас го гледам мирувањето. Не се повикувам сега на таа, ајде да ја земеме, еве, од античка Грција, значи филозофска традиција на школите кои што зборувале за движење и за мирување. Туку лично ни се еден вака општо човечки ракурс го посматрам тоа, значи. Во филмот, односно парчето, делот, кој што зборува за детето и старецот, кога седнуваат сцената, значи еден кадар, краток, кој ги дава во преден план нивните обувки. Патиките на детето наспроти обувките на старецот. Упатуваат на тоа дека значи детето е брзо во движењето, старецот е спор во движењето. Меѓутоа тука неизоставно мора да го споменеме и да споменеме на друга категорија како дел од нашето постоење. Значи тоа е просторот. Детето се движи побргу низ времето, побргу низ просторот, ама поспоро низ времето. А додека старецот се движи поспоро низ просторот, ама побргу низ времето. Односно, поинаку кажено, во однос на нашето психолошко, субјективно доживување на времето. Како старееме, така времето побргу ни тече.
Мислам, и тоа е тој момент што многу така, пак ќе кажам, на еден префинет, рафиниран начин е прикажан токму во тој сегмент, во тој дел од омнибусот, а тоа може да се сретне во некои други, на назад ако се вратиме, ако се сеќавате на тој сегмент, значи, со човекот на железничката станица. Ви текнува, така. Значи, што имаме таму прикажано? Првен оди прашањето, колку е часот, подоцна каде одиш? Прашање поврзано со времето, колку е часот, прашање поврзано со просторот, каде одиш? За да на крај детето го синтетизира тој или сублимира во прашањето, односно одговорот, ние сме луѓе. Тоа е всушност парафраза на Quo vadis Domine, во Quo vadis homine. Така, од каде одиш, Господе, до каде одиш, човеку. Мислам, дефинитивно може да, ајде, да кажеме да добие тоа една и социјална конотација, да го ставиме во денешен општествен контекст и така натаму, но ќе се воздржам од тоа понатаму да навлегуваме во таква една анализа на денешното општество и во конкретниот случај ситуацијата од филмот да ја ставаме во таков еден денешен, да речеме, еден општествен дискурс општ. Значи, и тука исто може да се направи паралела врска помеѓу тие два сегменти од целиот омнибус. Значи, тоа прашање на времето, на движењето, на нашето наоѓање во просторот и времето, на крајот на краиштата и материалистичкото толкување на нашето постоење во рамките на тие категории. Простор, време, движење, материја. Тоа и токму во тој сегмент беше дадено. Дури тој има една атмосфера на ЕСФ. Мислам, дефинитивно остава впечаток таков. Мислам, тоа е. Јас ке скратам сега, ако има уште. Има уште доста да се зборува, затоа мислам, еве ќе оставам простор, ако до сега бевте испровоцирани на тоа што го кажавме, да се гледат Цркопиев. Повелете. Да не биде само вака да коментираме ние од оваа страна, мислам. Тоа е. Па не е сега, јас. Да. Да? Филмот не е струка. Што значи омнибус? Од повеќе слики. Тоа е филмски жанр кога е составен од повеќе приказни еден филм. Така наедноставно. Нешто слично како шинобус, од повеќе вагони. Да, така е. Така што се движи по шини, ова се движи на филмска лента. Тоа е. Најсериозно, баш мислам така нешто ми било. Тоа. Инаку филмот, значи, реков, изобилува со такви антиномии, значи, живот, смрт, движење, мерување, сега, дајде, немаме, може некои други... Така е. Во случајот кај тој сегмент со полицајецот и свештеникот, што имаме? Значи, кога се прикажуваат пиштолот и крстот, се прикажуваат како и двата предмети се оружја. Едното е, значи, оружјето на смртта, другото оружјето на љубовта. Или оружјето на животот, или оружјето на смртта. Тоа е, мислам, оружјето на спасението на смрт и оружјето на умирањето, буквално сватено и во онтолошка смисла на крајот на краиштата. Крстот во религиска конотација, значи во христијанството е тој што спасува, што дава онтолошки живот, вечност, како да речем, постоење, значи апсолутно. Пиштолот е тој што умира, бидејќи тој што убива, значи, бидејќи преку убивањето се прави нешто што на некој начин ја елиминира можноста за доаѓање до вечен живот. Ако зборуваме за убиството како смртен греф, мислам дека така доволно бев јасен во врска со тоа. Да, да. Според вас филмот беше онтолошки, носолошки или микс? Па и едно и друго. И едно и друго. Мислам, ако зборуваме сега вако строго филозофски аспект, да. Да. Од филозофски сигурно. Да. Ако зборуваме од филмски аспект, што е исто многу важно. Да. Например, еве ова што ви го кажа професорот е сосем точно ако се гледа од една таква перспектива филозофска. Меѓутоа, во самата приказна, во конкретната, полицајецот беше многу симпатичен и шармантен. И он беше тој кој ја водеше приказната и кој на некој начин го очовечи и свештеникот. Значи, не беше
стереотипен полицаец во една, да кажеме, послаба филмска верзија, они би биле веројатно по-друго насликани. Полицаецот би бил глупав, будала, кој така би бил, а свештеникот би зборувал за големата вистина. Не, овде беше многу непосредно и човечки. И што е најважно, ликот на полицајецот беше оној што играше и тераше, уствари, да и свештеникот се ослободи од облеките, да рипне, да ги прави после сите оние гегови, например, како ги избегнаа девојките, како тој ги избегна девојките. Да и крајната приказна за светлината и темнината, во тој склоп на приказна е убедлива и човечка. Ако беше дидактички поставено, и ако ликовите беа подруго оцртани, тогаш ефектот нема да беше таков. Значи, ке го немаше, многу ќе беше послаб во однос на самиот шарм на филмот. Свештеникот немаше да се бања. Да. Немаше да се бања, него таму да проповедаше, ама тоа направил некој многу послаб режисер. И тука, да, има една, ајде да речеме, една етичка порака, или како да кажем. Во случајот, баш тоа што го кажа сега пред малку професорот, значи, јас се реков пред малку за тие две оружја, значи, и тие два предмети, крстот и пиштолот. Во случајот тој што го носи пиштолот, на некој начин, не дека буквално го преобратува, ама морално, да речеме, влие врз го тоа е. очовечува. Да, го очовечува, односно го, ете така, интегрира, да кажеме, Да. општествено или како сакате речете. Ова е во однос на вас една многу интересна, ама и во однос на нас, како да кажем, размислување или потик. Кога гледаме вакви филмови кои не доваѓаат во филмски сали, официјални, или не доваѓаат на овие ваши, обичајни наши средби со филмот, најчесто преку електронски медии. Да. Малку ја запоставивме, баш имавме еден многу убав разговор. Ние постојано разговараме со Пастрмајли за тоа колку филмот ја изгуби таа, не ја изгуби, него никогаш не може, ово е сега направен филм, него колку филмовите кои се нудат таа една поплава од филмови, ја осиромашуваат самата суштина на филмската уметност. И зборувавме баш за филмовите кои ни останали, кои вие треба да ги гледате. Например, не овие сега што добиваат Оскари, гледате си ги нифи, они се интересни. Да ги гледате малку старите ремеки дела. Овие кинематографии кои се страшно возбудливи и автентични, а кои не до... И затоа овој фестивал е толку добар, затоа што може да се види филм кој иначе не се гледа на редовниот кино репертуар, нити го има на вашите понуди на интернет. Сето тоа е врзано воопшто и со една естетска димензија на живеењето, која не е на сите необходна, и нашите естетски јунаци се сега негде на маргините, во полусенките. Таму треба да ги наоѓате, не под големите светлини. Под големите светлини се махери, а мајсторите негде се кријат така. Па и целата историја на уметност, еве на филмот конкретно да земе, да речеме, испреплетена со такви појави. Со студентите го дискутираме тоа често. Значи, она што е, да кажеме, авангарда, она што е предводница, она што во моментот кога се создава е такво како што е, значи со некакви врвни вредности, не е секогаш препознаено во истот момент кога е создадено. Да. За жал. Мислам, тоа е тоа. И често и вака може да се затеши ваква ситуација, со малку публика, со, да речеме, не доволно посветено внимание од страна на филмската критика, од публиката секогаш рековме, за да подосна, да речеме, после повеќе години се открива како некоја заборавена вредност, запоставена вредност или да речеме, недоволно фокусирана, ете така, во моментот кога била актуелна, да речеме, премиерно или така, кога се прикажува, кога била значи во времето кога се раѓала, така да кажеме. Тоа е тоа. Судбината на големите уметнички дела, на големите уметници не е позната сите нам, значи тоа е и со филмот. Да. Сега во овој случај имаме 10 гледачи и 9 приказни.
Значи, освен нас, нашето друштво. Така да секој од вас може да се зема по една прика. Може ли ја нешто да ја прашам? Една ќе се дели. Што мислите вие двајца во која мера естетските филмски вредности го трансцендираат времето, а денес времето, кога се вели времето, не се мери во епохи, туку во децении. Или поинаку кажано, дали она што естетски вредно се сметало во филмот од 40-тите, 50-тите години, може да се каже дека естетски е вредно денес. Или дали постои некој релативитет тука, релативизам, пардон. Па сега секој ќе се одговори како што мисли, знаеш, како ајде да кажеме дека тука има некој субјективен став. За мене, например, не постои естетски релативизам. Значи постојат некои апсолутни естетски филмски вредности кои Апсолутно. важат за кои го трансцендираат времето, важат Да, и тогаш да, и да. денес и во Да. иднина Ја ќе. мислам дека сите. Да. Кога се оценува некое филмско дело. Со тоа што да речеме духот на времето и промените што настануваат тековни, да кажеме етапни, како да се земе едно е, значи секако си носат и известни влијанија врз самата уметност и сега останува тоа што го кажа Прокопиев пред малку. Значи дефинитивно не може тие основни вредности да бидат поместувани. И кои се тие? Например, денешната публика По дојде однос днес на да гледа Бергман. на рецепцијата на филмот, да кажеме, еве. Тоа е. Спомна публиката. Добро бе. Што е она апсолутно вредно во филмовите на Бергман, што се поприлично досадни за денешната млада публика? Да, ова е сега едно многу посуптилно прашање од првите, ама тоа се коси со тоа прво, значи едното е за естетски, а Да. другото е за тренирање на поколението на публиката. Значи сега публиката, за жал, со тие блокбастери е тренирана да го гледа филмот како низа од Спектакл. спектакли. Значи, у што пократко време и ако тоа го разгледуваш не само од естетска страна, која е далеко од тоа, него дури од логична страна, она што сите ние сега го гледаме е невозможно. Например, еден филмски јунак, кога го гледаш, тоа е меѓу цртан јунак по она што го прави, мислам во лоша смисла, што се може да суперхерои, Марвелови, овие јунаци, стрип јунаци. Друго е кога ти во стрипот, затоа што стрипот си има своја поетика. Он таму може да биде се, ама кога стрипот го пренесуваш на оној начин на филмот, тогаш он доаѓа во сфера која не му е таа како што бил. Да. Сега, затоа би требало, не знам. Не, тоа е природен топос, не е тоа место каде што се пронаоѓа, мислам. Но Тоа е. филмот е, тоа беше многу паметно прашање од господинот Цотев. Филмот Може ли да поставам глупо прашање? Да, не можеш да имаш. И да не кажеш ништо, Добро, ќе знаеме ова ние е дека шала. мислиш нешто паметно сега. Е Тоа филмска сега индустрија сега, тоа сега. Не мораш ни да кажуваш во таков случај. Луѓе кои, кои сме сите тука, никогаш не смееме филмот да го ставаме ние можеме да разгледуваме и социолошки, и психолошки, и не знам какви историски, да го гледаме филмот како индустрија. Али филмот веќе со само тоа што се појавил е уметност. Не само што е девета уметност, него е уметност. Уметност, вистинска уметност. И ако го гледате филмот така, можете да научите многу од него. Као што можете да научите и од филозофијата уште повеќе, меѓутоа и од филмот како уметност. Од филозофијата и филмот најмногу поврзани. Од филозофијата и филмот поврзани на овој начин. А не на овој. Други некои. Така. Ама еве, тоа е, например, спој кој е многу неочекуван и оригинален, да се поврзи филозофијата и филмот. А од овие кратки нешто и вие да искоментирате и публика, како ви се видува овие кратки филмови? Во кратките филмови Ја, например, како што кажа Прокопиев, бев малку разочаран од Софија. Оти некако многу очекував, многу имаше амбиција да каже нешто, ама слабо го кажа.
а се гледа дека вака занајатски технички убаво срочен. Убаво срочен, да. Ама некако не каже тоа што очекував или ја премногу очекував. Очекував таму да баш онака да една мистика да видам филозофска. Да, Софија да Софија излезе, беше да. зад камерата, тоа е проблемот сега. Па веројатно. Да. А овој првиот нашиот како е? Првиот како ви се допадна. Првиот, знаете што, ајде да ја кажам и приказната за првиот, затоа што е интересно. Знаете ли кои се овие 90% од актерите и од сите учесници во филмот? Студенти по филозофија. Тоа е интересно. Значи, тие не се на... Јас спомнам студенти, ама не кажам. Не кажам. Не кажам, намерно да откријам. Да откријам. Дали може филозофија да бидат добри глумци? Се гледа и добри, и музика, например, исто, и главните го. Оригинална музика, значи не е музичка илустрација позајмена, туку оригинална музика. И тоа машкото што го играше, значи главата машка удолга е најдобриот студент по филозофија. Максим Никифоровски, да. Наш колега на фестивалот, да. И колега. Кај Максим сега бај? А Марио Петковски, режисерот, пак е економист. Да. Економист. Ете. Беше направен, значи, освен главната актерка, така која... Да, главната актерка, таа е актерка. Сите се други, всушност, натуршчици, што се викаше. Како ви се допадна филмот? Молчењето е знак на позитивен одговор. На одобрување. Знак на одобрување. одобрување, да. Молчењето е знак на одобрување. Или куртуазно молчење, така да. Ја да ви го кажам искрено мојот став, овој филм, што сега го снимам, ми се допадна повеќе од наградениот. Од наградениот. Студентскиот? Да. Инаку високо императивно е вака, да речеме, многу се бара и занајатско искуство, да кажем така. Иако обично краткиот филм е често поврзуван и тоа е факт дека е така можеби во некој дел од историјата на филмот. Значи е поврзуван со некакви почетоци. Обично тоа е некаква етида, како што во музиката е етида, ова е некаква вежба за студенти на филм или почетници во филм, па сега ќе правиме ние експерименти. Меѓутоа периодот на експерименти во филмот и периодот на кратки филмови како експериментални, да не речеме завршен. Тоа е периодот уште во 20-30 години од 20 век. Со Дали, со Бунјел, со Дишан, со Жермен Дилак, со не знам, приказната е завршен на начин. Не дека подосна немало такви обиди, меѓутоа имало обиди да се експериментира, те веќе етаблирани режисери кај, а не вака мислам да биде како само да речеме другите уметници си да, како филм правенец или обид да се направи филмско дело. И затоа веќе краткиот метар, односно таа кратка форма е многу по-високо императивна, значи бара многу занатско искуство, бара значи префината естетика и така натаму и така натаму. Мислам тоа е баш поради тоа што тука постои еден, да условно кажано, хендикеп. Значи имаме временско ограничување, временска рамка. Во 10-15 минути треба да прикажеш нешто епохално, ајде, во наводници кажам. Тоа е тоа. мало, а за треба тоа да бара тече. минимализмот, мојот почитуван колега е баш во литературата докажан во рамките на тие кратки форми. Така, во расказ, во цртичка како литературна форма, во 3 реченици да кажеш приказна. Сам дефинитивно бара голема мајсторство. Тоа е. Тај период на експериментирање, или ран период. Не дека завршен, зборам тога се поврзани почетоците на, да кажеме, на краткиот филм, што јасно првите филмови биле кратки, мислам, кога е почетокот историјата на самиот филм. И тоа е Зборам конкретно за првиот филм што го гледав. А за тука, за ова, за вечера, во ред, ајде. Дали тој филм кој е, да речем, осветен во период на тој период на експериментирање, е таа конекција со тоа што имаше, нели, актерите зборуваат и потоа имаше што зборуваат како оние првите филмови што излегоа во Добро. 20. А мисле, дали таа релација е намерна направена така аналогија? Па не, тоа може да е и поради друго нешто. Ето јас ќе си допуштам да одговорам иако не знам, да бидам искрен. Може да е направено поради технички причини, околности. Не можност поинако да биде технички изведен. Може би. Поради тоа што тие студенти се и по Ама не знаеме. Ама не знаеме. Значи, а може и да е и намерно. Може и намерно. Бидејќи во денешно време има враќање на немиот филм.
Значи нов нем филм, така го нарекуваат, нов нем филм. Дури во селекцијата еве од тие филми што ги гледав во долгометражната конкуренција што пристигнува имаше неколку неми филмови. Грчки еден, Ана, се сеќаваш, спомнав јас. Значи уште неколку други што, значи буквално работени во манирот на значи почетоците на филмот, всушност на немиот филмот, првите децении на историјата на филмот. Еве дури ова што го Црно-бела фотографија, значи со таблоата, со музичка придружба, мислам, така, налик на она автентична од почетоците, клавирска некаква. Дел од нив, значи се така, овој, да речеме, одеше со друга музика, без оглед тоа. Победи, Сашо. Дури еден филм што доби Оскар, и тоа е многу ретко францускиот филм, како се каже? Тоа беше Актер, артист, исто да, беше игра артист, со немиот филм. да. Артист, инаку, режисерот на артистите од тие подречја таму по потекло, Ерменец е. Да. Тоа е тој регион, да. Ама играта беше Да, чисто со така. со немиот. Така. Значи враќање има на немиот филм на некој начин во последниве, тоа е како некој не е тренд, тенденција некоја може намерно да алузија на тој неми филм, така? не е многу масовно, меѓутоа е регистрирана. Сега Значи кога во спомнаат тај период на експериментирање со почетоци, некоја конекција се направи во главата. Добро, што напиши. Не, борете, да. Студент по филозофија, некој не се по струка не се Филмаджи. не се филмаджи. Синеасти, да, така. Но интересно, јас мене не ми дојде таа работа, интересно размислување. Да, во секој случај, значи не можеме да знаеме со сигурност бидејќи не сме ги консултирале авторите во врска со тоа, ама да. Ќе ги прашаме, да. Сега да идеме таму на Сокчиња има и таа. Ај вака, ме молам само кратко, Ана. Ај за одјава ова во врска со гостувањето. Само да ви кажам, ако ви инспирираше филмот и ако ви се допадна, моментално сме преговори со Абаши Шефики да дојде во Македонија. Веројатно тој ќе се случи првиот викенд од јуни. Ќе има информација на фејсбук страната на фестивалот, Филозофски филмски фестивал или на веб страната. Така што може да ме следите, ако ви интересира може да дојдете во Скопје тогаш. Утре ги имаме нели кратките филмови тука. Има доста интересни кратки филмови, особено Лимбо кој што беше ултимативен фаворит и на Живито, тоа беше филм кој што беше многу поразличен од се друго и заради тоа го доби тоа специјално признание. Мислам дека ќе ви се допадне на вистина нешто поинаку и во филмскиот јазик кој што го користат идејата на филмот. Во петок пак сме во Свети Николе, гости сме во Државин со Граѓанинот Кейн, еден нели култен филм. Веројатно некој од вас го има гледано, но ова е можност можеби да го погледнеме повторно заедно и со професор доктор Цуцуловски кој ќе биде наш гостин, да го погледнеме од една нова, од една свежа перспектива, така што ве поканувам и утре доколку сте заинтересирани во тоа. Ана, спомни попатно и за Прилеп Битола и да не се знаат датуми, бидејќи има и студенти од Битола. Да, имаме инаку и во караванот. Може да пренесат, во Прилеп и во Битола. Во Прилеп сме во вторник сега, со Бранот на Денис Гансел и со Јасна Кутеска, авторитарноста, со предавање за човечката психологија и авторитарноста. Ќе имаме во среда, значи наредниот ден на 26-ти Ванила Скай, него од Ванила на Кроу во Битола, проекција заедно со Контракада што организираме. Исто во 7 часот во малата сала на Центарот за културата и таму ќе бидеме со Вангел Муневски и со едно интересно предавање за киберпанкот како автентично искуство на стварноста. Тоа е така насловот на филмот, така што ако ме носи патот на кај Прилеп Битола, Свети Николе или утре во Штип, се надам дека ќе си ќе размениме некој последниот поглед. Благодарам за... Јас сосема на кратко, да ве замолам утре нели да се појавиме, ако можеме и во салата, во направниот факултет, свечената сала, таму ќе бидат кратките филмови, со тоа што ја многу се мислам да биде уште еднаш овој филмот и мене многу ме бенди, се веројатно јас ќе го украдам. Трајче може легално крадење, ќе ти го дадеме, исто како да се го украл. Така. И веројатно ќе оди и тој филм и утре, така да може да го погледнете и утре тој филм и да раскажете колку бил убав. И толку. Фала ви на... Тоа е, благодарим.